Цели 5 милиони евра ќе ги чини граѓаните пензискиот скандал кој неодамна го обелодени министерката Мила Царовска. Царовска откри дека Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија не им ги уплаќал придонесите на личните сметки на дури 12.000 осигуреници во вториот пензиски столб. Вкупната сума за придонесите во случајов е 14,3 милиони евра и овие пари од јануари наваму континуирано на оштетените осигуреници им легнуваат на сметките. Но за нив сега треба да се плати надомест поради ненавремено уплаќање, а тој надомест е голем 5 милиони евра. Пари кои нема од каде да бидат платени, освен од джебот на граѓаните. Дека ги враќаме ние кога немаме? Тоа треба владата кои дека тие пари оидеа. Обавезно, секогаш стапо е на граѓаните. Па не е во ред. Како? Што сме ние криви да платиме? Иако овој скандал се откри нешто пред Нова година и тргна во неизвестна политичка насока за актерите, на крајот се заврши на штета на граѓаните. Па од тука и разнишаната доверба. Има ли стабилност у пензиските фондови? Тешко. Тешко. Дали има стабилност во пензиските фондови во држава? Нема. Нема 100% нема. И порано знаеше пензии се плаќаа се нормално. Овие одговори укажуваат на недоверба во овие фондови, иако измените се започнати уште од 2003 година. Но споменатиот скандал, постојаниот дефицит во фондот за пензиско и неговата постојана зависност од буџетски пари кај сегашните, а особено идните пензионери, не влева сигурност. Дополнително, државата веќе планира менаџирање и со трет столб, за што заворавалница Триглав од Љубљана веќе доби дозвола.